Во следниве минути имам задоволство да разговарам со дамата со бисерен глас Зуица Лазова, жена која што ја сака македонската народна песна и нашава земја, а Зуица Лазова, како што добро сите знаете, е дел од проектот Македонија во срцете носиме, како првата сезона, така и ова втора сезона. Зуле, здраво! Обично Милан Завков така љубеше да те вика Зули, мене никако ми е останато тој многу. Себе да откриам дека љубев да ја наречам ова прекрасна дама Ирена Спировска моја најмила уреднички. Така се викавме. Ти благодарам. Тоа е од оној убав период кога публиката освен преку убавата песна те восприемаше преку екраните на телевизија Алфа и како водител на емисијата Зајди. Точно така, еден преубав период на кој што со радост се сеќавам и се навраќам. Затоа и велам, ти си една жена која што цел живот за сопатник ја има убавата македонска народна песна, а еве минатата година и ова дополнително, освен твојата музика и твојата музичка кариера, тука и проектот Македонија во срцете носи. Токму така, ова е едно преубаво продолжение на преубавиот прв дел од Македонија во срцете носиме. Милувам да кажам, фамилијата се собра пак. За жал, дел од фамилијата ни недостига нашиот Андре, меѓутоа ќе има и дел за него. Пееме и за сите тие што не може да пеат во моментов заедно. Точно така. За тоа може би нешто повеќе ќе си каже Наум, меѓутоа еве и јас да спомнам колку тоа многу ни недостига. Како дел од нашата фамилија, бидејќи милуваше да не вели, да не нарекува маме, тате и така натака. Кога велиш нашата фамилија, нормално мислиш на цела таа екипа што е дел од проектот и тоа беше очигледно дека функционирате сите како едно големо семејство, дека со задоволство се собирате да работите, без разлика дали треба да се снима во студио аудио дело, дали треба да се снима видео изданието или треба да се патува некаде и да се пее во живо. Точно така, тие што ќе се да ги наречеме бекстејдж моменти се можеби најскапоценото во целата оваа приказна, вон камерите и вон она што го гледа народот. Навистина сакаме да се дружиме, секогаш ни е убаво кога сме заедно. И оној момент на толку многу луѓе кои што пеат во еден глас е навистина непроценливо богатство за секој еден пеач. Бидејќи навистина во првиот дел од Македонија во срцете носиме имаше навистина многу народ на сите тие концерти кои што пееа со нас, кои што во суштина ни кажа дека и тие навистина многу си ја сакаат својата македонската песна. И едноставно ни дојде како потврда на тоа дека музиката е таа која што си го чува идентитетот свој. Колку аранжманите со својата моќ и раскошност ви инспирираат вас пеачите да ги препеете песните? Николче е наистина маестрален и еве ќе речеме во првиот дел ако беше одличен, сега не знам веќе што е, не знам кој епитет да му го придадам. Повторно не изненади со неговата креативност. Еве ќе си говорам за својата песна. Ја препеав Горда Македонка и во оваа прилика ќе се заблагодарам на наследниците на правото на Тодор Јованов, кој што е автор на музиката и текстот. И на Славка Младеновска, која што прва ја испеа, да ја спомнам и неа, нормално и на Скендеровски продукција, меѓутоа Николче толку се амбицираше и направи навистина да ја доближи. Таа веќе имаше еден модерен тек, една модерна конструкција на аранжманот, тој ја надогради и мислам дека навистина ќе биде погодок и ќе се доближи до она помлада популација. Ти благодарам за разговорот, посакувам да помине во најубаво расположение цел овој последен дел од подготовките на вторава сезона и што поскоро да ве видиме по плоштадите ширум земјава и да ги пееме овие убави песни заедно со вас. Се заблагодарам и на вас сите, генерално на новинарите кои што не пратите цело време,
посебно на Алфа телевизија, но и до сите медиуми кои што го покриваат проектот Македонија во срците носење, и благодарам на Скендеровски продукција која што ни овозможи да уживаме вака. Горда Македонко Зуле наша, ти благодарам. Благодарам.